Денес е завршниот ден од кампањата за локалните избори 2021. Одлучивме тоа да го направиме во Берово, затоа што нашиот кандидат маестро Горан Алачки, кој што е патен кандидат во независен и непартиски формат од партијата Интегра, ќе ја промовира химната на Берово, односно претпоставуваме дека ќе стане химна на Берово, која што уште сега има хитовски претензии. Моје Берово, тоа е една прекрасна композиција. Композитор на песната на химната е маестро Горан Алачки. Тоа е едно брилјантно творечко издание. Ми се чини дека силен творечки допринос за музичката продукција воопшто во Македонија, но еве со оваа кампања Горан Алачки одлучи да остави трага, печат, една безвремена трага на која што беровчани ќе се сеќава со генерации и после оваа кампања. Така се сака татковината, така се сака Берово, така се сака Македонија, така се сака својот народ. Оставате трага зад себе, оставате маркери кои што ќе имаат историско значење во периодот пред нас. Горан Алачки е еден извореден кандидат. Ние одлучиме како партија да излеземе од тесните партиски шинели и да дадеме шанса на се што проценивме дека има творечки потенцијал да се изнедри на јавната сцена во Македонија и политичката сцена во дадениот случај, и одлучиме да понудиме една независна, непартиска позиција, да го кандидираме за градоначелник на Берово, затоа што тврдиме дека во него има толку творечка енергија насобрана од генерации и искуство и знаење во себе, што ќе биде сериозен допринос за Берово. Кога тоа ќе го мрежите низ програмската платформа Инвестра 2021 на Интегра, македонска конзервативна партија, каде што фокусот на овие избори е по бонанса модел да го кренеме нивото на материјалното богатство на семејството, да го зајакнеме квалитетот на семениот буџет, да едноставно отвориме нови услови и можности, да создадеме нови услови и можности за да луѓето се кренат во нивниот живот, да едноставно повеќе не одат со наведнати глава затоа што не може да остварат екзистенцијата на своето семејство, ниту пак да реализираат амбицијата на своите деца кои што под економска принуда земаат бугарски пасоши и одат да работат за туѓи бели дворови. Понудивме 10 лостови во тој бонанса модел и сија се иновативни методи како со општинскиот буџет, односно со делот од капиталните инвестиции на општинскиот буџет, од модел на приватно јавно партнерство, ние создадеме на вистина едни strongholds, како се вели на македонски, едни упоришта за бизнис во Малешевијата. Малешевијата е од Бога дадена благодат. Во Малешевијата можете да направите една слободна спа зона со 12 state of the art спа центри, има прекрасни услови. Значи имаме 1000 метри надморска височина, потребно е да се направи добра и здрава инфраструктура, имаме гранични премии со Бугарија кој што мора да биде отворен, ќе се врши притисок врз централната власт. Имаме можност да се развиваат микро, мали и средни бизниси. Во Малешевијата веќе имате брендирани органски производи од шумски плодови од околните места на Берово. Значи имате сијасет на можности и идеи. Потребен е фокус на локалната управа, значи на градската управа на Берово. Потребно е да ја престроиме во слуга на луѓето, да подметне рамо таа градска управа, да подаде рака преку развојниот фонд Инвестра, кој што ќе биде формиран на принципот на еквити до 33% со дел од капиталните инвестиции, и ќе поканиме на меѓународен тендер приватни инвестициски фондови од надвор да дојдат да го зголемат тој буџет, за да може да отвориме перспектива и за оваа слободна развојна спа зона и да отвориме можност за овие микро, мали и средни бизниси за висока финализација на храна во овој дел. Малешевијата е изворена за делот на висока финализација од делот на сточарството, од делот на овоштарството, од делот на на многу агробизнис кластери, ние ги нарекуваме кластери. Тоа е компаративната предност на Берово. Имате чист воздух, имате здрава вода, здрава животна средина. Значи потребно е само градска управа и градоначелник кој што ќе биде домаќин, еснав, кој што е морален стол, кој што ќе може едноставно да ги крене луѓето, да создаде услови, да им подаде рака, повеќе да не тоне Берово. Срамота е Берово да остане паланка во третата декада на 21 век. Има сериозен потенцијал да стане туристички центар, една културна туристичка атракција. Ние денеска ќе откриеме и колибата каде се има породена Мис Тон. Таму со една фондација од Америка ќе се обидеме да направиме еден атрактивен туристички центар каде што бројни туристи од Америка ќе ги донесеме. Мис Тон е се уште актуелна во Америка, во сите протестантски цркви е позната, таа е еден од двата клучни настани во Балканот во минатиот век и така натаму. Значи имаме приказна за Берово, голема приказна.
и фала му на Бога го имаме Горана Лачки, кој што едноставно навреме ја прими таа приказна и едноставно целиот свој творечки потенцијал, сета своја творечка енергија ја вмрежува во таа приказна и сака да се даде себе си со се свое партнерски со Интегра, Македонска конзервативна партија, да го кренеме беро и да биде пример како треба да изгледа татовината Македонија, како треба Македонија да престориме во една атрактивна дестинација, затоа што имаме од Бога дадени услови, имаме луѓе со потенцијал и имаме знаење, умење, но и љубов за својот народ и за својата татковина. Ние се дадовме со се свое. Работевме во оваа кампања како за Господа, работевме и претходните 2,5 години со сето свое срце, сила, душа и разум за својот народ и за својата татковина. Приказната на Интегра се уште не е раскажана во целина. Очекуваме добар резултат, очекуваме граѓаните на Берово и на цела Македонија да ја препознат ова нова политичка визија на Интегра, да ги препознат овие нови ликови политиката, овој нов модел во политика, ова нова моќна политичка реторика и очекувам во недела, препознавајќи не, да гласа за број 20. Слоганот ни е храброст за промени, затоа што навистина потребно е народот да собере храброст да направиме конечно промена после 30 години тонење и сивило на македонската политичка сцена. Затоа ги повикувам и беровчани и сите останати да гласаат за број 20 и да го избереме маестро Горана Лачки за градоначелник на Берово и нормално советничката листа на Интегра Македонска конзервативна партија.